78 годишен маж од Кочанско почина поради компликации од вирусот на западно-нилска треска. Првите симптоми кои ги добил биле малаксаност, намален апетит и покачена температура, а поради појава на вознемиреност, агресивност и губиток на свест, пациентот со возилонитната медицинска помош од Кочани бил пратен во клиничката болница Штип, каде што биле спроведени диагностички невролошки процедури. Поради тешката состојба во текот на истиот ден, пациентот бил хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје, при што по една недела лекување починал. 1% од пациентите заразени со Вест Найл вирус може да развиват и невролошки манифестации, што во моментов клиничката слика одговара со самото тоа што е потврдено. Треба да се каже дека кај пациентот исто испратено материјал за ликвор, што Институтот за јавно здравје од тој материјал нема изолирано присуство на Вест Найл, но има во крвта и тоа се зема како позитивен резултат. Годинава се регистрирани 4 случаи на западно-нилска треска, вирус од кој луѓето најчесто се заразуваат по каснување од заразен комарец. Првиот случај е тестиран во април и човекот е од Струмица, импортиран од Кенија. Вториот случај е човек од Кочани, импортиран од Тунис, во јули месец тестиран во Институтот за јавно здравје. Третиот случај е тестиран од Институтот за јавно здравје во август месец. Човекот е од Тетово и при епидемиолошката анкета не изјавува дека имал некакво патување. И четвртиот и последен случај е тестиран во Институтот за јавно здравје на 12.9, тоа е септември месец. Човекот од Чешиново Облешево бил хоспитализиран на инфективната клиника и за жал истиот е починат. При епидемиолошката анкета истиот дал податок дека не патувал никаде. Според доктор Цана, нема опасност од ширење на овој вирус, затоа што се пренесува преку кубот од комарец, а тоа не значи дека секој комарец го пренесува вирусот.